Двајца со поглед можат да се разберат ако сакаат. Ама двајца може да зборуваат еден ист јазик, ама пак да не се разберат и да губат нерви и да плаќаат по судовите и по адвокатите за да им ги решат нивните проблеми. Отпосле ќе сватат дека можели сами тоа да го направат ако некој ги поттурнел. Тие поттуркнувачите или помодерно медиаторите на Македонија успеале да испасат 3000 спорови кои што инаку ќе требаа да ги работат судовите во државата и тоа за неполни 4 години. Тоа значи помалку пари за граѓаните да потрошат, а тоа значи и поголемо конто ефикасност на македонското судство, што пак не е лошо кога ќе треба тоа да им се преведе во европскиот извештај за работата на судовите. Добро утро во утрински брифинг за Славе Младеновски, кој што е подпредседател на меѓународната комора на медиатори за Југоисточна Европа, а во исто време и прв човек на комората дома. Кажете ми на таа мапа за решени спорови без посредство на судовите. Каде котира Македонија со комшиите споредено и надвор во Европа? Благодарам за поканата на Слободна ТВ да гостувам и да размениме мислење и искуство за медиацијата во Република Северна Македонија, правејќи споредби со државите од регионот. Кога треба да одговориме на ова прашање што го поставивте, каде е Македонија на мапата на медиацијата, односно медиаторите каде се, можеме да кажеме дека оваа комора е формирана 17.7.2017 година, значи практично 4 години се направија од тогаш и кога ја презедов функцијата и председател на Македонската комора, отворено и јавно изјавив дека сакам Македонија да биде лидер во регионот по решените спорови во медиација. И каква сега состојбата? Денеска сме лидер. Што тоа значи? Тоа значи дека со овие 3000 спорови, со бројот на стопански субјекти, со бројот на медиатори 46, ние практично предничиме во однос на сите други комори во регионот кои имаат многу поголем број на медиатори и многу помал број на предмети. Тоа значи дека еден медиатор за 4 години успева по 72 спора да реши? Статистички или процентално така ќе дојде, меѓутоа динамиката одеше на тој начин што и од овие 46 медиатори не сите имаат еднаков учинок во предметите, така да некои имаат навистина значителен број. А како им се делат? Самите кои ќе се добијат клиентите. Значи правилото е поставено на тој начин и во законот, субјектот, односно правниото лице или физичкото лице можат од именикот да го одберат медиаторот и да се согласат двете страни мора за да биде тој медиатор. Медиаторот е посредник меѓу двајца и им помага и на едниот и на другиот да влезат во чевелот на другиот. Така е. И сега медиаторот нема право да изгуби нерви и да крене раце. Меѓутоа, кога се случува сепак да не успее да ги натера меѓусебно да се договорат, тогаш постапката? Мислам дека вака ќе го поставиме прашањето. Што прави медиаторот за да ја подобри атмосферата во меѓу страните за да дојде до решение? Значи, он не тргнува никогаш негативно. Првиот почеток што го практикува медиаторот е всушност ја извлекува позитивната конотација на двете страни. Двете страни се во спор и има, да речеме, паричен долг. Самото доаѓање на медиација, медиаторот треба да биде доволно вешт и да истакне дека тие веќе се согласиле околу нешто. Се согласиле околу тоа лице да им биде медиатор. Тоа е почетокот на нивната соработка. И постојано медиаторот ги подучува, ги насочува и тие доаѓаат преку својата логика на интересот, не на законот или правото, туку на интересот. Интересот може да биде сатисфакција, може да биде време, пари, извинување, надомест, соработка. Се е тоа интерес за деловните субјекти, односно и за граѓанските лица или за граѓаните во решавањето на спорот. Некоја статистика вели дека 1 до 5 денови се потребни да се реши еден таков спор. Ама ако работите шкрипат, тогаш се предаваат на судовите овие спорови? Законодавецот предвидел и такви можности во случајот кога навистина страните не сакаат да дојдат до решение, не знаат, а и медиаторот не може да им помогне, постапката дефинитивно ќе заврши на суд со одлука на судијата. Мислам, тоа не е ништо спорно, као што има и предмети кои што од суд може да дојдат во медиација.
Начинот на кој што доаѓа до прекинување на медиацијата е всушност избор на двете страни. Како што е познато, медиацијата е пред се доброволен чин. Секоја страна која ќе почувствува дека медиаторот е необјективен или не може да дојдат да се манифестират нивните интереси од било која причина, тогаш страната без било какви последици може да излезе од медиацијата и да ја прекине постапката. И истовремено, тоа право е дадено и на медиаторот, кога тој ќе процени дека страните на вистина не се трудат, значи не вложуваат ниту знаење, ниту енергија да дојдат до решение, он има право да ја прекине постапката и тоа се вели дека е нецелисходна медиацијата и страните може да ги упати на суд. Може да се случи, иако јас не познавам во мојата пракса или во праксата на колегите, да се прекинала медиација, да отишле кај друг медиатор и да постигнале спогодба. Меѓутоа и тоа е опција. Не сите предмети се предмет на ваш ангажман како медиатори. Тоа се, колку што знам, предмети од работните односи, од делот на работните односи, предмети, стопански предмети, кои што се со помала вредност до 1 милион денари. Меѓутоа, тоа значително ги растеретува, ги растоварува судовите, затоа што на некој начин им овозможувате па да ги вршат другите работи и, како што реков на почетокот, извештајот што Европа го прави за нивното работење, малку да им ја олесните работата. За возврат на тоа, државата има ли слух за работата на комората и како тоа го артикулира? Во однос на видот на предмети, едно прецизирање. Законодавецот, односно државата, направи задолжителен обид само во стопанските спорови. Во сите други постапки медиацијата е доброволна. Ова беше многу добро за поздравување од причини заради тоа што на некој начин ја доближи медиацијата преку тој задолжителен обид да видат стопанствениците што всушност значи медиацијата. И во даденава ситуација и покрај тој задолжителен обид, повторно најголем број на предмети има работни спорови кои се во основа доброволни. Зборуваме за вработен и за работодавач. Она што можам да го кажам за овие 4 години на прашањето што прави или што направи во меѓувреме државата на планот на развој на медиацијата, можеме да кажеме дека во споредба со другите држави, нашата држава покажа највисоко чувство на разбирање на медиацијата. Што всушност значи тоа практично? Тоа значи дека постојано одеше на варијанта да направи многу подобар закон, тој е првиот во 2013, сега се прави новиот закон, значи мислам дека постапката е во собранието и некои, така да кажеме, процедурални работи додека завршат овие избори и тој додека закон чекате од парламентот да ви го испорача овој закон за медиација, каков исчекор тој ќе има за граѓаните, а што ќе значи за комората? Јас го гледам целиот комплекс на развојот на медиацијата за мандатот додека бев и додека сум председател. Значи, ние прво подпишавме меморандум за соработка со владата, што сме единствена комора во регионот што тоа го направи, а владата е единствена која донесе заклучок на седница да препорача на јавниот сектор, државните органи, да ја применуваат медиацијата. Овој закон всушност на некој начин оди во потикнување и на стопанствениците да им ја олесни медиацијата, меѓутоа и да им овозможи на медиаторите уште подобро да се представат. Има неколку новини, доколку имаме време можам да навлезам и во тој дел. А каков е фидбекот од работодавачите? Во поглед на законот? Да. Во поглед како вие посредувате, ги решавате споровите? Сега во моментот ние можеме да видиме, како да кажеме, задоволни со тоа што сме го постигнале, незадоволни со тоа што сакаме да го постигнеме. Тоа што значи? Ние се уште, кога ги гледаме бројките, по моје мислење, сметаме дека тие можат на неделно ниво да се зголемат. Тоа значи, ако сега имаме пример од одреден медиатор дека има еден предмет неделно, вистината би требало да има барем 3 предмети неделно и тогаш оваа дополнителна дејност, медиацијата, за 10 години може да стане и професија. Јас ви разбирам дека вложувате напор да се изборите за свое место под сонцето како медиатори, но од друга страна пак адвокатите негодуваат затоа што они тоа го гледаат како брцање во нивниот џеп. За овие, ќе земам поширок контекст да ја гледаме работата. Во 2006 кога прв пат беше донесен законот за медиација, до 2016, односно до 2017, додека не се промени законот и не се воведе лиценцата како и услов да се биде медиатор, тоа значи да се полага испит, немаше никаква манифестација ниту адвокатите лично, ниту па од адвокатската комора да реагира на медиацијата. Имаше и некој број на адвокати во
во комората. Зборам за периодот пред 2017 година. Откако ние се формиравме како комора, исто така немаше никакви конфликтни ситуации меѓу двете комори. Значи, имаше во нашето законодавство можност адвокат да биде медијатор. И ние на тоа го прифаќавме. Меѓутоа, единствена реакција, писмена, официјална, од адвокатската комора беше по повод работниот текст на законот за парнична постапка, во која што работната група предложи да има задолжителен обид за работни спорови и за спорови од мала вредност. Очигледно Министерството по сугестија и работната група што беа во Министерството, суди, универзитетски професори проценија дека треба да се даде таков потик на развојот на медиацијата, меѓутоа подоцна Министерството, веројатно по реакција на адвокатската комора или на другите институции, процени дека можеби се уште не е време. Можеби треба уште да се објаснува. Ние на тоа не гледаме дека Можеби тука ви треба медијатор да посредува меѓу вас медијаторите и адвокатите. Не, ама ние не го гледавме како конфликт тоа. Значи, ние го гледавме како еден интерес. Меѓутоа, онаа порака ја што ја испратив до јавноста, тоа веќе значеше дека ние станавме респектабилна комора. А тоа значи следново. Нема причина адвокатската комора да се плаши во периодот 2006-16 од лоши медијатори. Проблемот е тоа што сега овие медијатори имаат 3000 спогодби што не завршија во суд. Тоа значи дека добивањето на задолжителен обид на одреден број на предмети, кои уште повеќе ќе ги потикне стопенствениците да се приклучат кон медиацијата и да видат што значи тоа, тоа значи заштеда на време, заштеда на пари во прво време. И тоа значи дека тие спорови нема да завршат во суд. Само лошиот медијатор, а такви нема барем сега според ова искуство, или не е толку голем бројот, за да може да имаме ние незадоволство од стопанствениците и за да може да речат дека медиацијата не ни го дава оној фидбек што го очекуваме. Сте направили во комората некогаш анализа што тоа значи во намалување на трошоците на граѓаните, за судски трошоци, за адвокатски трошоци, кога и факторот време, бидејќи кога ќе се отиде на суд, процесите траат, знаеме колку време. Таа анализа е направена, ама зборот анализа според мене, бидејќи сум и социолог по образование, има многу поголема тежина, не е официјална анализа. Направена е апроксимативна процена од страна на одредени адвокати кои се замолени од наша страна да ги стават судските и адвокатските трошоци, да ги стават на една страна медиацијските трошоци. Врз основа на таа апроксимативна процена констатирано е дека во одреден период трошоците за медиација се пониски, односно разликата е 1:7, односно 1:10 во зависност од видот на спорот. Затоа што вие кога ќе го добиете спорот на основен суд, тој продолжува со жалба на повисоките судови. Тие трошоци уште повеќе стануваат поголеми. Овде трошоците во медиацијата не само што се познати однапред, туку се известни. Вие точно знаете со колку буџет можете да влезете и точно ви кажува медијаторот со колку ќе завршите. Па тоа не е и за фрлање. Тоа не е за подценување, апсолутно. Сите стопанственици што доаѓаат, барем моето искуство е, јас однапред им давам договор на двете страни да видат што е медиацијата, во кој што точно пишува како и колку треба да изнесува трошокот. Трошокот дури не го декларираме ние, трошокот го пропишува државата, бидејќи после донесување на законот, Министерството за правда е должно да изработи трошковник. Тој трошковник фактички го објавува на веб страницата. Ние мора да работиме по него. Некаде прочитав дека 50 евра е стартно и после не 15 евра. 15 евра почнува и ние практично бидејќи се уште не е донесен трошковникот, веројатно се чека законот, па во еден пакет да се направат тие измени. Меѓу поголемиот број на медијатори направивме еден договор да висината на одредена постапка не поминува одредено ниво и да бидеме пристојни, да бидеме конкурентни едни со други. Да не носиме или да не декларираме исклучително високи цени што се одбивни за самите клиенти. Од каква тежина се споровите што посредувате во нивно решавање во делот на работните односи? На што најчесто сакаат да ве ангажираат вработените? Работните спорови главно се рефлектираат на долг. Значи на парично побарување. Откази вработување не влегуваат, не се медиабилни. Тоа значи дека ако работникот имал прекувремено или имал вишок работни часови, а работодавачот не му ги исплаќа, тоа е предмет на медиација. И имаме примери каде што државни органи имаат такви ситуации, јас ќе го посочам, такво е Министерството за внатрешни работи,
каде имате исклучително висок број на предмети што влегуваат во судска постапка и според одредени анализи државата тие судски предмети ја чинат 10 милиони евра. А на овој начин со посредување Не сакам да имате податок спекулирам, не колку- сакам да шпекулирам, ама Ама по бројка вака процентуално ви доаѓаат? јас не Остану? сум имал предмети од А, ви не Министерството сте за имали настрада. предмети. Така да ви како председател на комора регистрацијата на предмети оди исклучиво во Министерството за правда. Има таму електронски регистар и секој медијатор е должен да ги пријавува. Можам да се заинтересирам, меѓутоа не ми треба тоа. Министерството за правда од минатиот состав стави подпис на Сингапурската конвенција за медијатори. Тоа нешто ќе му значи условно како една визна либерализација на подтуркувачите, односно на медијаторите. Тоа ќе значи повеќе работа, повеќе можности за искуство при бирање. Ова е добар пример како светот гледа на медијацијата. За поздравување е подпишувањето на Сингапурската конвенција од страна на Република Северна Македонија, затоа што сме во редот на 46 држави, меѓу кои Соединетите американски држави, Кина, од регионот се Србија, Црна Гора, Турција, Украина и слично. И тоа значи дека стопанските субјекти кои имаат трговски спор во прекугранична соработка можат да бидат решени со медијација, односно исправата постигната во спогодба со медијација станува задолжителна за двете држави. Тоа значи ако ние од Македонија еден стопанственик постигнеме спогодба со друг стопанственик од Србија, самото извршување на спогодбата е задолжително. Тоа ќе значи дека ќе имате и повеќе простор за работа. Значи вие зависно од капацитетот на еден медијатор и зависно од тоа од неговите контакти тој може да работи значи непречено Во регионот. Во регионот. И сега постои таа можност, меѓутоа самата операционализација мора да се испочитуваат локалните законодавства. И сега оваа Сингапурска конвенција тоа го возможува во овој дел на трговските спорови, не во работни спорови, во бракоразводни или слично, да бидеме внимателни и прецизни. Значи ова е само во една област, меѓутоа и тоа е голем чекор. Не може секој да биде медијатор ако претходно не добие лиценца, ама за да добие лиценца треба да положи некој испит. Сега паричката има две страни. Луѓето кои што пред во 2006 година почнале со медијација, а потоа не добиле лиценца и за да го продолжат тоа што го работеле, па на адреса на вашата комора имаат обвинување дека практично оваа комора ја киднапирала старата комора и сега на нивните темели си направила нешто ново и она и таа си работи. Добро, киднаперот тогаш ќе биде Министерството за правда или државата. Ја не сигурно не. Да шегата на страна. Ми се допаѓа и пристапот како го имавте. Еве да објаснам на јавноста за да се симне и тоа од дневен ред, иако за нас како комора одамна е симнато. Македонија е прва со можноста да се полага испит за медијација, односно да се стекне со лиценца што ја издава државата. Во регионот се добива сертификат кој го издава комората. Примерите на искуство што ги имаше Македонија од 2006 до 2016 се речиси идентични како и во другите држави и сега тие го гледаат македонското искуство и се обидуваат да го применат во нивната средина. Зошто? Хиперпродукцијата на медијатори во кој што комората печати сертификати за одредена сума 200-300 евра колку што беше тогаш во Македонија, не ги даде очекуваните резултати. Тоа значи, во период од 10 години, од 2006 до 2016, Министерството за правда има евидентирано 100 предмети од 180 медијатори, меѓу кои ја бев во таа група исто медијатор. Ние денеска имаме сосема друга ситуација. За 4 години 46 медијатори, 3000 спогодби. Србија, која бев сега на една меѓународна конференција, рече дека има 1200 медијатори, замислете, и со толкаво население, со толку стопански субјекти, 800 предмети. 800 предмети ние имаме сега да наречам годишно. Сега, кој е проблемот на перцепцијата на јавноста кога некој ќе каже дека оваа комора го земала правото на некоја претходна комора? Не. Ако се прочита внимателно законот, таму јасно стои. Со формирање на оваа комора, таа престанува да постои. Младеновски, сосем за крајот ова ваше гостување во утренски брифинг. Како вие ќе ги охрабрите и бизнис елитата и граѓаните,
што почесто да ве контактираат како медиатори за да ги решаваат споровите? За овде мислам дека ќе се повикам на едно истражување што во делот на соработката со Институтот за европска политика и Академијата на суди и јавни обвинители го правиме како дел од проектот и со Холандската федерација на медиатори, поддржано од Холандската амбасада, а тој проект подразбира две истражувања спрема јавниот сектор, значи јавната администрација и бизнис секторот. Податоците ги објавивме на нашата веб страница и на страницата на ЕПИ и врз основа на ова сега што го поставите како прашање, ние дојдовме до одредено сознание дека можеме да работиме се уште на промоција на медиацијата во бизнис секторот. Степенот на информираност кај јавната администрација е релативно висок, значи збориме за над 50% луѓето, тие што се стручни, тие што се надлежни, тие што се одговорни, што носат одлуки, знаат што е медиација, ја препорачуваат. Меѓутоа, имаме уште простор да работиме на промоција на медиацијата меѓу бизнис секторот. Мислам дека Министерството за правда има одреден буџет, се чека да се донесе законот и таа промоција и официјално да почне. Убаво е кога како соговорник го имаш поранешен колега новинар и тој знае што значи факторот време и факторот зборување, кратко зборување. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Славен Младеновски, подпредседател на Меѓународната комора за медиација за Југоисточна Европа и председател на Актуелната комора за медиатори во Македонија.